повелете со прашање или како? До министерот Шапорич едно прашање. Вие редовно идете исто така на средба со компании, со бизнисмени, кои се поплаките на компаниите и со кои министерства претходно па и сега имаат најмногу потешкоти? Значи, од моите посети на компанија и моите средби, јас се трудам секогаш кога е можно да ги посетам на лице место, но се разбира тие се голем број. Јас планирам после локалните избори да имам термин отворено со бизнисот, кој ќе биде 3 пати месечно, по потреба и повеќе, каде што ќе може да доаѓаат и да си ги изнесуваат своите проблеми. Јас само би кажал кои се поплаки од нив во изминатиот период, односно кои се нивни барања. Една од поплаките беше бавен поврат на ДДВ, но сега исто така постојат, не би го оптеретолови прес, конкретни показатели дека тоа е забрзан. Потоа тие бараат поплаки се од бавно реагирање на институциите за користење на ИПА фондови предпристапни и ние сме веќе како влада запознаени, ќе преземеме низа сет мерки и активности за забрзување и подобро воопшто искористување на овие фондови. Потоа бараат поголема поддршка и тоа во изминатиот период не се случуваше баш секогаш. Во идниот период очекуваме многу поголема поддршка и поголеми средства од Македонската банка за поддршка на развој, преку која пред се ќе се стимулира извозот, потоа на нелојалната конкуренција, кај дел од фирмите кои што избегнувале да го плаќаат ДДВ-то, или пак преку во одредени случаи и нереално прикажување на извозот, и на тоа ќе биде посветено големо внимание, на кој јас разговарав со подпредседателот, јас ќе поднесам информација до владата во наредните 10 дена, каде што ќе ги генерализирам одредени поплаки или забелешки, и ќе ги изнесам исто така и поединечни. Но исто така големи поплаки се и од овие компании на висината на казните, и тоа како што се информирани, ќе се работи интензивно. Морам да кажам, еве како правник, дека тоа е комплексен процес, бара измена на преку 150 закони, така да треба да се анализира закон по закон и да се види каде што е можна евентуална кодификација. И бараат поголема поддршка за учество во сајмовите, и тоа со конкретизирање на одредени земји. Се разбираме и други работи, ова се најглавните нивни барања. Околу министерствата кои биле кочничари? Па не, тие велат дека бавно се добивале одредени дозволи во изминатиот период, зборуваат во период 2-3 години, согласност и така натаму, бавно се одговарало. Се разбира, ова се работи за економската сфера, и вела дека во изминатите 2-3 години беше многу бавно реагирано, но исто така кај дел од заштитните друштва, кои што вработуваат лица со посебни потреби, повратот за придонесите, за оние лица со посебни потреби, е многу бавен, повеќе од 4 месеци, и таа реакција веќе е пренесена до Министерството за труд и социјала, но исто така ќе биде информирана владата во иднина да не се случуваат вакви големи доснења според нив, бидејќи се работи сепак за мали компании, кои што на 4 месеци им значи многу. Има најава и за укинување на продажбата за алкохол, времената продажба на алкохол. Кога би бил тој закон и дали е добиен ефектот? Па има повеќе иницијативи. Една иницијатива на која што се работи, мора да спомнам, изедначување и праведност на такса за истакнување на назив на фирмата, така наречена фирмарина, која што е сега приход на локална самоуправа, но се разбира се утврдува со закон. Овдека се работи да и понатаму не бидат обштетени општините, односно град Скопје, и овие такси да бидат нивелирани спрема големината, еден вид праведност. Се разбира, има и иницијатива која што е поддржана од владата, веќе во процедура е, мислам дека одредени објекти не би требало да бидат пломбирани, туку да ја платат таа казна, односно да бидат отпломбирани веднаш кога ќе се плати казната, бидејќи на овој начин се разбира губат вработените, губат собствениците, губи државата, нема ДДВ,
Да, повелете. Така ќе се стимулираат сите да плаќаат високи казни, односно казна од 5000 евра, одма ќе вадат пломбата тогаш. Не, нема да ја вадат пломбата. Пломбата ќе ја вадат дури тогаш кога ќе бидат, ќе ја платат казната. Па сега пломбата е 15 дена. Тие може да плаќат ден, 2, 3. Тоа е една причина. Но, само во одредени случаеви неправилности. Нема ако има нешто, не дај Боже, труење на храна, се работи за контрола, ако веќе зборуваме за угостителски објекти, не само од УЈП или финансиска инспекција и полиција. Тука има трудов инспекторат, санитарен инспекторат, значи пломба не дава само еден орган. За неиздавање фискална сметка. Да? За неиздавање фискална сметка. За неиздавање фискална сметка се плаќаат казни, се разбира. Вие сакате, ако се Значи- плати во рука од еден ден казната, да се изваде пломбата? Па сега пломбите се од 7 до 15 дена, да ви кажам. Значи, тогаш кога ќе ја плати наредниот ден, значи 3-4 дена е процедура, би било место 7 дена, 5 дена ако веќе. Инаку, казните во овој дел за неиздавање на фискална сметка нема да бидат намалени така драстично, односно ќе бидат реални. Мора да бидат и според големината на објектот или субјектот, ако сакате стопански. Не е иста казна, да речеме за еден огромен субјект со 10 милиона обрт, евра зборувам, или пак некој со десетици илјади евра. Некаде е казната колку цел годишен обрт. Ако ни е целта да ги затвориме тие сите субјекти, не само угостителски, тогаш би било. И уште едно прашање имаш од вас? Толку? Него да доврши. Околу законот за продавање алкохол. Да, значи има најави, тоа ќе се разгледа, ќе се консултираат сите овие заинтересирани страни или стейкхолдери и потоа ќе се види согласно искуствата од европските земји. Инаку на 18 години и така натаму некаде 21 во европски земји останува. Се разгледува и тоа да се види како и на кој начин и да се види дали тоа се прекршува и во кои објекти може да се продава. Арбен Зетири од ТВ-шења. Досегашната власт имаше обвинувања дека прави распределба на странските инвеститори. Кон вас прашање. Кон мене? Добро. Дека прави нерационална распределба или пренасочување на странските инвеститори во одредени зони кај што има поголем политички интерес. Дали гарантирате дека ќе има рамноправна распределба на инвеститорите, на компаниите по целата територија со цел сите зони да се развиват, имајќи предвид бројот на вработување и слично? Апсолутно еден од приоритетите на оваа влада рамномерен регионален развој. Сега што имаме? Имаме сериозни процени дека во Скопје, односно во Скопската котлина, живеат близу до 800.000 жители. Скопје, околината, дали се тоа студенти, дали се на специализација, привремено, трајно, тоа е едноставно неодрживо. И еден од приоритетите на оваа влада ќе биде рамномерен регионален развој. Економски пред се, а потоа и друг. За жал, ние го имаме тоа во изминатиот период, да немаме доволен рамномерен економски развој и се разбира, не можеме директно да се мешаме, но можни се понатаму одредени олеснувања во одредени региони, тоа го има во законската регулатива, во неразвиените подречја, не само овде кај овие инвестиции. Зборувам во секторот на земјоделство и во било други сектори, но сериозно ќе ги анализираме овие прописи и сериозно ќе дадеме мерки, а и работиме на тоа, за потикнување на рамномерен економски развој. Бидејќи сега имаме 3-4 града во Македонија, другите буквално се опустошени.